За работодавачите, сакајте се највише себе. Колку и да чудно звучи ова се. Ако се сваќате дека се сакате и ако се ги цените тие кои у суштина ви прават дополнителна вредност, заради тоа што вам ви ја прават, не на некој друг. Вашите сништа, вашите идеи да земете да ги изнесувате од умот, да ги правите, да создавате. Бидете паметни работодавачи, наместо да бидете бригадири, бидете менаџери, тоест управители, управувајте ги процесите. Немојте да бидете уште еден со кој треба сите останати да се караат. Втората работа е, кога имаме емпатија, тоа самото по себе е благослов. Ако во семејството какво такво, дури некој се расправаме, дури некој ама се држиме. Ако се држите со тие, тогаш нема на првата кривина кога некој ќе понуди 500 денари повеќе да си побегнат. Едноставно знаат дека тука се ценете и кога ќе ги имате овие двете елементчиња составени, онда последната е преземете одговорност. Работниците мора да сватате на друга работа. Овие правила не може да одат еднонасочно. Значи, ако вие доаѓате и сте во ситуација да секој пат сте автоцензурирани, самите себе се прекорувате за да не говорите. Тоа е повторно уште една средина која не е здрава. Работникот ако дојде во ситуација му предочи на работодавачот, види тие и тие, кажеме, работи се небезбедни, тоаш ги елиминира сите потенцијални идни, да кажеме, ситуации кај што може да се повреди некој на работното место, дури и ове ако си замине. Сега кај државните органи. Значи, ниједна институција нема ингеренции да биде во исто време и полицаец со пендрак, и судија, и да биде оној кој ќе му нуди најсоодветни решенија на работодавецот и кој ќе дојде да го заштитува работникот, едноставно не е возможно. Инспекторот има за задача да инспектира, тоа значи да влезе во конкретната микросредина. Мора да се прибават овие документи, дај да ги видам овие, дали се подред, не се подред, да направи записник, да советува, да му даде рок кога треба да ги надмине одредени состојби. И ако си инати работодавецот не сакам, тогаш да примени, да кажеме, во следниот чекор, тоа е казнените мерки. Државата морате да ја гледате како нотар, морате да ја гледате како референтен систем врз основа на кој се спроведуваат законите. Државата, по тоа мислам, делот на инспекторатот. Да не се лишам себе си од задоволство да не се споменам за секој денар кој ни се плаќа, ние мора да бидеме одговорни и ние мора да дојдеме во ситуација дека доколку погрешно советуваме, мораме да бидеме казнувани. Доколку некого го излажеме, доколку некого несоодветен совет му дадеме, ние треба да имаме како што работодавачот има казна, така и ние треба да имаме. Секој од нас мора да има одговорност. Ако сакаме да оставиме подобра иднина за нашето дете.